Благодарам. Ќе се држам до мојата вокација, до правото, бидејќи овде има изворедни познавачи на проблематиката и на енергетиката и на економијата и ним ќе им ги оставам анализите. Ама најпрво, многу интересен е дописот од владата, предлог одлуката, дури не знам дали вие не сте назначени ни за представник овде, што е многу чудно. Еве да ви прочитам кои се представници на владата: Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска-Јанковска, Венко Филипче, доктор Бујар Османи, Благоја Бочварси и Стојанче Ангелов. Интересно, кои се овие ликови, бидејќи зборуваме за енергетска криза? Тие се, верувале или не, членови на управувачкиот комитет. Значи, замислете, всушност, овој управувачки комитет сега се изродува во едно, би рекли англичаните, во еден кабинет неформален, и кога е во прашање кризата, да, предлогот доаѓа од Министерството за економија и министерот седи овде, ама тој не е овде представник на владата. Многу интересен правен феномен. Се извинувам, имаме допис од владата, за да не се оптеретувате околу... Сте требале да не информирате? Има допис од владата, немаме таква врска. Ве молам, па како да знам, јас не сум Нострадамус. Дека министерот за економија е овластен представник да може на оваа точка да ја застапува владата. Не сум владата, добила ништо, значи сте требале да знаете, не информирате. за да не се оптеретувате многу околу Не се оптеретувам. Понатаму Нострадамус предвидувал стотици години унапред што ќе се случува, векови, ама оваа влада не може ни за време на 4-годишниот мандат да предвиди што ќе се случи. Зошто? Бидејќи политичарите треба да гледаат подалеку, во креирањето на политиките треба да применуваат така наречен рационален модел или политика заснована на факти, политика заснована на докази. Особено оваа политика се води токму во ваквите области како што е енергетиката. Да имавте вие политика заснована на рационални докази, тогаш ќе можевте за време на криза да посегнете по една друга политика, тоа го дискутиравме на Комисијата за финансии и буџет, на така наречена инкременталистичка, кога ви се појавуваат ненадејни закани, ама вие имате знаење и способност во менаџирањето, имате ресурси, имате околу вас квалификувани луѓе и можете да ги предвидите заканите. Воспротивно ќе лутате, далеку од Нострадамус. Правната димензија, повторно ја свелам, нема да се држам до она што не го знам, значи јас ве уверувам дека зачудена сум. Во владата има секретаријат за законодавство. Во министерствата има правници. Како може тие вака да го читаат Законот за управување на кризи? Мене не ми е јасно. Членот 31 е јасен дека одлука за постоење на кризна состојба, одлуката не може да трае подолго од 30 дена. Изумот 6 месеци апсолутно нема правен основ. Не, никаде. И собранието мора да се држи до законот, зашто овде сега последниот став вели: ако кризната состојба продолжи да трае подолго од 30 дена, прво формулацијава да не ја коментирам номотехнички, не трае кризната состојба, трае кризата, а кризната состојба се продолжува или се утврдува со одлука на влада во првиот наврат, а потоа по 30 дена мора собранието, но јас ве уверувам уште еднаш, како и кај инворедната состојба, никаде овде не пишува дека рок ние можеме пратениците да продолжиме да измислиме, туку мора да се држиме до единствениот рок од 30 дена.
Како што председателот кажа, да ве подсетам дека не можам да продолжам, рече, морам нова одлука, не може надвор од 30 дена, зашто тоа е временската рамка. Значи, јас ве уверувам дека ваквата одлука е неуставна и не е тоа случајна. Ја наполнивте администрацијата со луѓе кои или не знаат право, или пак не се осмелуваат да го кажат тоа што го вели законот и потонавте во лаицизам правен со тешки последици. Значи, ова 9 декември, продолжувате до 9 јуни, може да биде само 9 јануари, цврсто ве уверувам, а потоа може пак да дојдете овде и да барате продолжување. Само да кажам дека пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ излезе уште одамна, кога вас не ви текнуваше да кажете дека кризата ќе продолжи, дека се продлабочува, на прес и кажа дека нема оваа криза да заврши. Тогаш, туку дрека треба да се пречека подготвено, за предлозите сигурно оние кои се експерти во оваа област ке зборуваат. Околу буџетот. Значи, предложивме десетици амандмани со О2, врзани за зелената агенда. Прифати министерот 2-3, но во многу редуцирани суми, колку да се стори редот, но она што беше најчест одговор е следнава реченица. Предвидени се пари, а што ќе биде покриено, ќе се утврди во програмата за зелен развој, така се викаше, на Генералниот секретаријат на владата. Моето прашање беше од каде Генерален секретаријат на влада надлежен за зелени агенди, дека тоа е зелена политика, во наводници, во смисла на лоша политика. Значи, немам ништо против да се продолжи кризната состојба, бидејќи очигледно дека таа тропа на нашата врата и дека ќе трае подолго, но имам проблем од правен аспект. Кога би било тоа едно, вака да речеме, да добиевме едно образложение од 3-40 страници овде, што се очекува, што ќе се прави, кои актери, во кој период, со какви средства, јас ке речев, добро, ќе гласам за 30 дена, но не за повеќе, заради тоа што верувам во правото, меѓутоа, такво нешто не добивме. Уште еднаш да повторам, не заборавајте, кризната состојба секаде е исклучок. Може би кај енергетската криза е нешто поинаку одошто да речеме кај здравствената криза, бидејќи таа подолго трае, а ние можеше на поинаков начин да ја менаџираме. Меѓутоа, секоја кризна состојба, што прави? Процесот на одлучување најчесто го лоцира во некои неформални кругови, кои се надвор од нашата контрола. Тоа е тој управувачки комитет и другите тела. И затоа се роковите за секоја кризна состојба куси. Зошто? Зошто за вонредна состојба е само 30 дена? Па тогаш за кризна состојба не може да биде подолга, да биде 6 месеци. Не може, логика нема правна. Таа одлука се носи со двотретинско мнозинство. Оваа одлука не се носи со двотретинско мнозинство. Значи, мокта ја префрламе дури и од овластените министри, затоа споменав дека ве нема, бидејќи вие сте најовластениот во оваа сфера во моментот, на некои ликови што ние не ги гледаме, меѓутоа се членови на онаа машинерија на тела во законот за управување со кризи, која е надвор од нашата контрола. Бидејќи нели сите патеа, тажеа, викаа зошто да не се врати собранието за да ја контролира владата, сега сме овде седнати. И јас затоа сакам да укажам дека
Би поддржала ваква одлука ако е правно втемелена, ако се однесува на 30 дена. Па потоа да тераме 30 плюс 30 плюс 30. Ама 6 месеци бесправно одврзани раце да дадете на некое тело кое не го гледате и не знаете што ќе прави, дури ни вие, не само јас, не се согласувам. И затоа потврдувам, нека ме демантира било кој правник, дека или нека ми го покаже правниот основ дека собранието може да донесе одлука со било каков рок во кој што ќе трае кризата. Такво нешто никаде нема. благодарам. Благодарам. Има збор пратеник од Миле Левков, повелете.